Експертот по онлайн учење, битолчанецот Никол Чешулевски, бесплатно им помага на наставниците и професорите за овој вид на настава. За краток период го доби епитетот хуманистот во образованието. Ефектите ги препознаа оние што треба на учениците да им го предаваат материјалот. Само неколку денови по затворањето на училиштата го добива епитетот хуманист во образованието, водејќи со фактот дека најголем дел од педагозите немаат големи познавања во онлайн учењето, битолскиот експерт за конференцијски систем Никол Чешулевски бесплатно ги пласира изработените видеа алатки кои на лесен и модерен начин овозможуваат примена на онлайн наставата. Капацитетот на овој конференцијски сервис е максимално 100 учесници. Тој нуди аудио и видео поврзување со учениците, нуди дополнителни алатки како што се бела табла, прикажување на екранот на ученикот, на наставникот према ученикот и обратно, понатаму алатки за споделување на повеќе електронски датотеки како што се PDF фајлови, PowerPoint презентации и така натаму. Посетата на страниците каде ги споделува алатките и реакциите на раководството на основните и средните училишта несомнено зборуваат дека хуманата мисија за курсов време многу помагнала. Имаме непречена реализација на онлайн настава и далечинско учење со кое се надевам ќе имаме успешна реализација на наставната програма и испрашувања, тестирање на учениците. Видеоконференцијскиот сервис Zoom нуди едукативни алатки со чие споделување се обезбедува потребната интеракција како неопходен предуслов за успешен воспитно-образовен процес. Признанијата годат на Шулевски е искрен. Овој систем е само еднопериодно решение за целосна онлайн настава, се согласува со владините заложби за пософистицирани алатки. Да имаме платформа за учење каде што учениците ќе можат да активно да учествуваат во наставата, односно да пишуваат, да слушаат, да гледаат видеа, да следат презентации, да прават домашни училишни задачи. Во CV-то на младиот експерт стои дека тој пред 5 години е председател на Републичкото здружение Модул, единствено од ваков вид. По неговите заложби, во средното битолско училиште беше основана и првата Модул училица во земјава.